со оглед на тоа што имаат 18 осумничени лица за вчерашната акција што беше низ Скопје рачинувано Сингеличај, 4 се обезбедени. Сега акцијата дали е пробиена, очигледно дека е пробиена, имаше информација дека требало да биде апсење и акцијата треба да биде во вторник. Па потоа излегува на некои портали информации дека акцијата е пробиена од функционер на ДУИ. Сега прашањето ми е дали тој функционер на ДУИ бивш заменик министер за внатрешни, дали се работи за тој човек или за негов внук, син или такви информации имаме. Тоа е едното прашање. И второто прашање е за акцијата во судскиот совет, не искоментирате ништо. До кај е таа акција, до кај се кретат? Ќе почнам од второто. Таму навистина сме во една многу рана фаза од постапување на истражни органи, така да немам повеќе да додадам од она кое што е излезено во јавноста. За судски совет говорам. Да, само пред да продолжите за Лазар Тангруби. Вчера ако бил ставен на стоп листа, а не бил застанат, сега грешката е ке полицајецот или кај ќе ја бараме грешката? Бидејќи од тој на вчерашниот ден јави пиша, ме барав информации дали или не, дали воопшто бил ставен на стоп листа. Видете, значи во јавноста излегувам со информации кои што не би довеле под било каков прашалник постојачка истрага или идна истрага. И многу внимавам што говорам. Заради тоа и гледам да комуницирам со вас како новинари, максимално професионално, меѓутоа не сакам да загрозам нити еден прашалник кој што ќе произлезе во иднина како потреба за расчистување. И за тоа така говорам. Но мислам дека сум доволно јасен и доволно одговорен во рамки на прашањата кои што ми ги поставуваат. Затоа и така одговорам. И многу пак ќе повторам, многу внимавам за тоа што станува збор за многу критични моменти од целокупната фаза на овие постапки, а јавноста бара одговори и треба да ги добие одговорите, но никако под случај да биде повредена процесна правда, да биде повредена презумпција на невиност, ни најмалку па да биде повредена самата истрага. Затоа и така ви ги давам информациите. Пак ќе повторам, секој еден кој што има вина во рамки на Министерството за внатрешни работи, а е поврзан со непостапување согласно одредени стандардни оперативни процедури, ќе одговори. Секој еден, без разлика дали е полицаец, раководител, не знам што. А во делот на првото прашање кое што ми го поставивте, точно е дека добар дел од осумничените се веќе во затвор. Точно е дека дел од нив ќе бидат изведени во текот на денешниот ден пред судија на претходна постапка. И исто така точно е дека дел од нив се избегани од територија на Македонија пред подолго време, а да, дел од нив, еден од нив, да речеме, вака само ќе кажем, на 10 минути пред да се влезе во објектот каде што истојот престојува, го напушта објектот и истојот не успеваме да го обезбедиме. Предпоставуваме дека тоа е затоа што излезе на одредена информација од страна на одредени нечесни професионалци, условно кажано. И да, како за сите, така и за тие, се надевам дека сите до еден ќе успееме да обезбедиме соодветни докази за да и тие се најдат пред лицето на правдата, па да видат како е навистина да си криминалец, пошто криминалците, нели, многу често се завршуваат од таа страна на затворот. Сега и овие да видат како е од таа страна на затворот, па вајда ќе се опаметат во иднина да не прават такви малверзации. Не ми кажавте конкретно дали овој функционер на ДУИ е конкретно бившиот заменик министер, се извинувам. Мислам дека ви одговорив на прашањето кое што ми го поставивте. Можам да афирмативно потврдите. Па не би се согласил со вашиот став. Едно прашање зашто е војската вклучена? Добро прашање. Благодарам на прашањето. Не е само војската вклучена е секоја една институција која што можеше да помогне во рамки на технички средства, опрема и така натаму. Конкретно од војската имаме одредени скенери, детектори кои што ги користиме за пронаоѓање на определени предмети за кои што имам информација дека се таму кај што се. Ако се, ќе видиме, ќе каже денот. Така е, вклучени си и багери со помош на одредено
одреден од страна на одредена општина, доставени се и мислам дадени се низ помош на послуга и багери се користат, првен беше еден, па после дојде уште еден. Така да се што можеме да искористиме во рамки на она што ни е потребно, ќе го сториме. Претресите траат и ќе траат и понатаму. Сметам дека треба да ја дозволиме на истрага да заврши како што треба. Зашто се копа, ми беше прашање да се копа за да се најде некои предмети или да се најдат, не знам. Се извинувам во овој момент, наистина сметам дека треба да оставиме да заврши истрагата па да обзнаниме на јавноста.